Добар ден, пријатели! Моето име е Јосиф Дамјанов и добре дојдовте во денешната епизода. Пред недела-две, не знам колку точно беше, одговарав на прашање од наша пријателка во врска со пржењето на зеленчукот. И денеска добив идеја да се вратам на оваа тема, затоа што она што како генерален заклучок и она што јас исто го имам како заклучок е дека пржењето не секогаш е во ред и најчесто не е во ред затоа што додава калории, но од здравствениот аспект на пржењето особено не е во ред она индустриско пржење и кога пржењето ќе се пренесе во индустриски размери, тогаш е веќе катастрофално, но сепак сакам да ви дадам неколку насоки и совети доколку некој од вас сепак го има пржењето инволвирано во секојдневното подготвување на храна и да чисто можеби му дадам некои идеи како може барем за нијанса да биде тоа поздраво. И она што кај пржењето не е здраво е тоа што одредени масла на високи температури почнуваат да реагираат со кислородот и практично во пракса тоа изгледа да почне да чади од вашата тава кога пржите нешто. Многу често се зборува дека пржењето не е здраво, но најчесто кога зборуваме за пржењето како нездрава опција за подготовка на храна, мислиме на она пржење кое што го употребуваат рестораните, локалите за подготовка на брза храна, затоа што секојдневното и многу часовно стоење на зејтинот во загреана површина неминовно доведува до спојување со кислородот и креирање на не баш здрави соединенија кои што се инволвираат во вашата храна и кога ги конзумирате веќе е на долг рок може да биде закана по вашето здравје. Али како и да е, она што сакам да го знаете за маслата е дека најдобрите масла за пржење се оние кои што се заситени или мононезаситени, затоа што се постабилни и можат да издржат да не оксидираат, да речеме, и на многу високи температури на подолго време. Од типот, она кое што јас би го издвоил можеби на прво место е кокосовото масло, кое што во 90% е мононезаситено и кое што често издржува и високи температури и по 5, 6 и некогаш и 8 часа, доколку може би се пониски од 200 степени Целзиусови. Исто така добро масло е маслиновото масло и она што е ако во маркет ги гледате најчесто се брендирани како екстра вирџин или вирџин, она што јас би го кажал дека вирџин е подобро, затоа што екстра вирџин не е толку стабилно и може да го користите за салати, за печење и така натаму, но за пржење доколку користите вирџин или има масла маслинови кои што се баш и специфицирани за пржење, кои што издржуваат подолг период на високи температури и не оксидираат. Исто тука би ги издвоил путерот и можеби говедската маст, која што или затоа што не употребуваме на ово поднебје многу говедска маст, ќе ја кажеме свинската маст, тие дополнително и даваат уште подобар вкус, покртска вкус на храната која што ја приготвувате, но да знаете дека и додаваат многу калории, особено путерот кој што во себе содржи и јаглхидрати и протеини на високи температури, не сум сигурен дека е тоа баш некоја најздрава опција и исто така може да приготвувате нормално со гледајте пак на крај на ден да бидат тоа масла кои што се мононезаситени или заситени затоа што издржуваат поголеми температури, но во секој случај моја генерална препорака е дека пржењето не е добра опција затоа што некаде во 60% ќе ја зголеми калориската вредност на храната која што ја готвите, и ако на пример сакате да земете пилешко месо кое што има 100 калории и вие тие 100 калории ги ставите на тавче и ги испржите, најверојатно кога ќе го внесете тоа месо ќе биде некаде 160 калории, што драстично ќе ја зголеми 60% е големо зголемување на калориската вредност, што на долг рок ќе ви донесе и повеќе килограми и нормално здравствените ефекти на пржената храна имаат свој удел. Но пак ќе кажам, не секогаш, но за да не се навраќам пак на таа тема, слободно проверете десетина епизоди наназад и ќе видите каде што одговарам што значи пржењето на зеленчукот, затоа што пржење на зеленчук знае некогаш да има и добри ефекти за одредени типови на зеленчук. Но пак ќе речем, навратете се слободно и ќе проверите, а за оваа епизода имам толку денеска да нафрлам и да кажам.
Се надам дека добивте некаква вредност и пак ќе ве потсетам и ќе ве охрабрам да ме комуницирате или во приватна порака или да користите хаштагот #AskJosif и да слободно ми поставите некое прашање за кое што сакате да добиете одговор или можеби не сте сигурни дека информацијата која што имате е таа правата и ќе дадам максимум да ви одговорам. Тука ве оставам во здрави животни навики, ви посакувам убав ден и уште еднаш благодарам за секоја секунда што ја одвојувате да ја следите оваа содржина. Чао, чао!